Докторот кој не лекува и терапијата која ја примаме се нашата надеж. А ако нема тронка надеж, нема цел ни самото лекување. Онколошките пациенти загрижени, одливот на доктори ги држи будни навечер, покрај битката со болеста, сега се борат и со мислите, што ако и мојот доктор си замине. Верувајте, таа е некоја поедомна точка која што е една од најбитните кога стапнувате на клиниката за онкологија, бидејќи ние пациентите таму гледаме трошка надеж во баш во тој доктор. Значи и во терапијата што тој ќе ја препише. Не плаши моментот што самиот одлив на докторите, на добрите квалитетни доктори кои што ни се покажале во искуството како одлични доктори онколози, ни налага да одиме приватно да се лечиме заради тоа што немаме доверба во тој некој нов што ќе биде поставен на неговото место. За овој проблем сите знаат, ама никој ништо не превзема. Одведе директорката на клиниката за онкологија, доктор Виолета Клисаровска, добивме само краток одговор. Проблемот бил сериозен и траел со години. Недостигот на кадар е сериозен проблем кој се провлекува со години. Се обидуваме да функционираме со расположливите капацитети. Докторите си заминуваат, а нови не се вработуваат. Бројот на заболени со рак се претвори во нова пандемија. Клиниките се полнат со пациенти, но нема ниту доволно терапија за сите, а ниту кадар. Искрено состојбата на онкологија е алармантна, не само во поглед на одлив на доктори, него и во поглед на недостаток на терапија, во поглед на пренатрупаност на системот, на самиот систем. Значи самата клиника на онкологија е во едно такво безредие, значи ова го зборувам од поглед на пациент, нели секако. Значи тоа е толку очигледно што просто е застрашувачки. Очигледно фокусот е вперен на сосем други работи. Очигледно дека сме оставени сами на себе. Очигледно е дека кој може сам се бори, кој не може остава на бок. Според информациите од Македонското лекарско друштво, за една деценија Македонија загубила околу 2000 лекари, а дури 1/4 од активните лекари се на возраст од над 61 година.